дека ние заедно со нашите ученици ја даваме поддршката на сите ученици со посебни образовни потреби на интелектуален, социјален и емоционален план, да покажеме дека тие се дел од нас, дека им овозможуваме подеднакво да растат и да се развиваат, да креираат и творат, да се чувствуваат равноправни и еднакви во нашето окружување, во која различноста е извор на богатство и можност за учење. Сакаме децата да ја почувствуваат топлината и љубовта што ја имаме во нас за нив. Сакаме денес, но сакаме секој нареден ден да им покажеме дека сите се важни за нас, за нашето општество, дека сакаме секој од нив да израсне во добра, искрена, вредна и хумана личност. Сите заедно можеме да создадеме поубав свет за сите нас, а најмногу за децата. Благодарност до сите ученици и наставници, а најмногу до проектот Сдружение за асистивна технологија отворете и прозорците и детската фондација Песалоци, кои овозможија да се случи овој прекрасен настан, преку кој ќе обезбедиме поинклузивна средина за нашите ученици. И на крај ви завршила. Отворете ви широко прозорците на вашите души и дозволете да влезат, а затворете ги вратите на предпасуливи. Ви благодарам. По менторство на нашата драга наставничка по немски јазик, Љубица Костадинска, со нашите ученици. Почитувани гледачи, добра вечер. Ние се викаме Сезнајачки наратори. Нараторите делкинсте учени на часовите по литература. Добро, ќе ви кажам по наши, да ви како ще разкажуваш. Ние ќе ви разкажеме се за овие ликови што ги гледате тук. Овие луѓе живеат во селото Мало Коњево и навистина се што ни се случило е многу чудно. Тука ги гледате таткото Божи, мајката Стојна, нивниот син Силјан и ќерка им Босилка. Силјан кутриот го оженија уште на 16 години со девојката Неда, а година подоцна им се роди малиот Велик. Но да ве оставиме ние да го последите нивниот разговор. Силјане, сине, не може веќе вака. Ама што не можеш, татко, не разбирам. Што ви пречи? Мораш нешто да работиш. Не да ти е бар малку жално сестра. Тој не чувства нежално и сам. Не знам ни дето како ќе го воспитам. Како ќе порасне Велко, татко што не го погледнува, татко што потеден сам шета по селото, без земличи и троши пари по кафеани. Па јас место не да ода да би те напуштила. Не зборувај така, Босилке, како само ќе учи ова дете. Па и сега ништо не е поразлично. Исто како си сама. Не можам јас како вас по цел ден да работам. Ден из куки, ден на нива, на втора, на трета, на 100-та работа. Па немам и јас живот. Синко, се слушна ли ти приказната за Сиви и Чуле? Какви приказни, мајко? Белки не сум дете. Приказни да ми раскажува сега. Тој не е дете, ама бедре од дете. Сиви и Чуле биле брата се со Синко. Исто ко тебе, мрзи. Очи не им се отварала мрза. И мајка и татко им ги проколнале. А знаеш ли таа клетва фаќа? Клетвот мајка и татко фаќа. Фаќа. Тикви варени фаќа. Ај баш да чујам. Ајде. Што биднало со Сиви и Чуле? Што биднало? Се сториле во Врапчиња. Ето таа биднало. Во Врапчиња? Ама ајде, мајко, не се терај мајтав со мене. Оти се претврле во Врапчиња, што толку сгрешиле? Код тебе биле, празни глави. Ај ти, не мораш во секоја манџа зачини. Братот и сестрата Сиви и Чуле биле многу разгајани од Синко. Исто ко тебе. И нивната мајка ги преколнала со зборовите. Синко Сиве, и ти ќерко Чуле, пилци да се сторите, од куќава наша да лекнете. Поле да појдете, потрудите да стоите и еден се друг да се барате, да никогаш не може да се најдете. Така да се спасиме од вас и од маќите што ни ги правите. И навистина, Силјане, тие Врапчиња се сториле, за години се вариле и не се нашли. Така, и јас би ти рекол, што ги стори Силјане, и те навистина ќе станеш штрек. Бре, глупости. Си одам до мејанџието да се освежам малку. Приказните си чувајте за Велик.
Пак пристигна, Силјане. Тука сум Менџи. Кај да одам? На друго место? Знаеш ли ти кај тебе ми е најува на душата? Убаво е, но синко. Мене не ми пречи, ама треба нещо и да подработиш. Ај, ти доста. Доволно ми е Божи и Стојна ќе ги слушам дом. Управо се родителите твои, Силјане. Децата треба да ги слушат родителите, чунки и најмилоста. Ама и ти ако ме попуваш, ќе си одам. Кога спомна веќе, бас за попот ќе ти кажувам. Што? А и ти денес, кога да си сврцнал повеќе, а? Како побе ме, Јанчи? Силјане, дојде попот денес, му треба 300. Тој е работа, ама баш што се тебе. Ќе си шеташ со попот и што ништо не да работиш. И го послушаш, тоа што ќе подбара од тебе и ти ушиваш. На шетање со парички. Така видиш, клисар да се сторам. Ами паро клисар, од колку штир? Штир? Што стекнал пресилјане кој спомна штир? Мајка па Менџи. Татко ми е проколнат, ако не сум работел селските работи, ќе сум се претворил во штир. Сум почнал и јас, гледам од родители. Пајќа? Пајќа. А и ти сега прикажи нам да се ви чуди. Силјане, не се интересираме со прикази. Сакаш да работиш со попот? Вие не сакаш. Менџи, знаеш што ти нежно дете сум јас, разгален. Ами чим мириш дека не е тешка работа, да пробам, а? Дојди утре и го викнам попот да се договориме. Драги мои гледачи, изгледа дека Силјан наш сепак ќе почепа нешто да подработува. Ама не знае тој, кој што знаеме ние. Надалечен пат ќе тргне со попот. Ехе, дури до Русалим. Чунки, попот наумил на Божиот гроб да оди. Како што можеш да видиш пришивана публика? Силјан веќе се договори со попот и клисар се стои. Арна Масовјенија тргна кон Ерусалим, кон гробот на Исус Христос. Патуваат ја долго и одеднаш бура. Гемијата е зафати бура. На попот судбината тука му била. А Силјан наш спаси жива глава. Пливаше и се најава на чудна земја. Со чудни луѓе, со долги носови и нозе. Земја од која освен со летење не можела да се замине. Ама како, разбуди се сега, разбуди се. Не сонуваш, ами се оси тука,
Каква е оваа земја и како ве сте штуркови? Ај може да зборувате? И откаде ми го знаете името? Ајде, зборува родителите дека клетва од мајка и татко фаќа. Па јас навистина се претвори по штурк. Боже ми рече, штурк да се сториш. И ете ме, Силијан Штурков. Бог да чува, не било лага. Ами уште не ме е јасно. Кој сте ви? Ние сме утро дома земја, прокалати сме од мајка и татко. Порока нема додека е додека када се претвориме во штуркови. Вредно да работиме во човечеви дома да се врати. Искам уште гледаш, треба да работим, а дома со време може се врати. Од тебе шичева, кој носиме жите на брата доле да летиме кора, родите крајша. Кој ќе снимаме себе, отгураме и пак може да се нова. Ај мајката, ама оваа висина кој мајка и татко што ми прикажува за себе чуја. И вие исто сте проколнати, од мајка и татко сте проколнати, порад да немате дома суетење да се враќате? Токму така Силјане, се е вистина, тука ајде, доста младе тебе. Така и се за работа, а не карето дома ќе се врати. Така се рекло одаму. Како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Што ќе посееш, тоа ќе жнеш. И така поминала цела година. Силија работеше вредно во земјите на штурковите. И самиот престорен во штрк, чунки рековме, клетва од мајка и татко фаќа. Силија свати дека ако сака да биде добар човек, мора да биде вреден, да заборави да мрза. Месеците минува, еден по еден, и дојде летото. Сите штркови се подготвија за лет, па така и Силијан. Возбуден дека ќе се врати во родниот крај, се го понажи шишишто со вода, го обеси околу вратот и летна! Леташе и секога се приближуваше кон дома, неговата возбуда се повеќе и повеќе растеше. И токму кога светуваше, стакленото шише со вода го удри силно во еден камен. И тоа веќе погодувате. Се скрши почитувана публико. И сега Силија можеше да седи дома, ама не како човек, како штрк. И виде негде Силија наш се направи греза токму на својата куќа. Се од таму гледаше, а се тоа џабе беше. Од Силија наш можеше да гледа, да пати, ама и да свати. Види ги чудни жени, не губат надеж. Ке се врати Силијан. Еми тој кој знае дали е жив? Жив сум, Босил ти жив, ама џабе јас си зборувам. Те јазикот на штурковите ниту можат да го разбират, ниту можат да го чујат. Верувам и јас ќе се врати нашиот Силијан, опаметен, вреден, работлив. Дај Боже да е така, Боже, дај Боже. Брат ми нема да се врати. Ако е жив, тој сигурно се уште се дружи со ракијата и не помисла на нас. Туку нешто ми е чудно. Со дедо ми го гледам овој Штрков, а бе цело време тука со нас седи. Не мрднува, кому абетото ни го слуша. Го бркам стопати и пак не си оди. Иш бе, иш. Бебе, ајде, бебе ја тука. Досаден еден. Оф, леле, ќе ми ја искрши ногата. Татко ми нема појма дека сега му удри, како во животот што ме нема удрено. Еве, од овој момент пред вас ветувам. Ако се вратам дома како човек, нема да шетам по мејани, ќе слушам мајка и татко, убаво ќе си го воспитувам синот Велко. Нема да биде бескорисна, мрза како мене. Ајде како да се подготвуваме за свадбата. Ќе влеземе сите ден, Велки ни треба нешто помоши од нас. Така е, сега треба да се помагаме.
Босилка ја омажи и убава свадба направила, а брат Силија не можеше ништо друго, освен да наблюдува. И летото си помина, дојде време Силијан пак да се врати во чудната земја. Леташе и стаса во чудната земја. Цела година вредно работеше и им помагаше на другите штъркови. Силијан се промени и ветувањето што си го даде сам на себе го исполни. Од размазен, безкорисен и мрзлив се претвори во вреден човек. Кога повторно дојде лето, тој се врати дома, овој пат многу внимаваше на стакленото шише со вода, кога сета се потори со вода и повторно стана човек. Ист, но сепак многу променет. И така тргнав со попот. Несреќен е снајден, си заминав тој. Бог да му душа прости. Јас се најдов по чудна земја, полна со штуркови. Ама ти не беа штуркови, туку луѓе. Татко, твојата клетва ме снајде. Штрк се стори. Штрк се стори, на вистина. Вистина е, татко. Во право бевте и ти, и мајка, и Босилка. Цело лето бев тука и ве гледав и во себе си ветував дека ќе се вратам променет и некогаш нема да дозволам да видам товар за семејството. Мајка и татко треба да се слушат и благодарен да бидеш. Силијане, многу се радувам дека конечно сватиш и конечно ќе живееме како висенско семејство. Велко е веќе голем, но треба татко што ќе го воспита во правата смисла на зборот. А јас те има подпишано од живите, да знаевме дека си ти, Велко и другата много ќе ти искршеше. Уште тогаш паметот ти дојдеше. Човек мора да помине низ мака, преку искуство да свати и променет да се врати. Без мака нема наука. Доста мудрување сега. Излегувајте надвор, да се фатиме и ние за некоја работа. Почитувана публика, тоа беа авантурите на младиот Силијан. Видовме интересна и чудна приказна. Тоа и го добивте. Се надевам извлековте и вие по некоја поука и ука. Ајде сега доста беше раскажување и мудрување. Одиме и ние да се фатиме за некоја работа. Мојот помен автор свеси, вели дека сите јари на овој свет не велко созите на людето.
можеме да заклучиме дека на сметката на едно дете без себе. Јас пригодов имам шанс да работам со прекрасни деца и да бидам сведок на нивните насмрти. Секако имаше нервози и разни предизвици, но се надевам дека успеавме да пренесеме пораката што вече да слушнате. Сакам да кажам, благодарение на сите колеги и огромна подршка од директорката Ваница Петрова, успеавме сега да изгледа вака како што изгледа и благодарение на овие прекрасни деца успеавме денес да собереме толку луѓе кои што се надевам дека не слушна и се надевам дека ќе сватат како што свати и Силјан, дека преку искуство и преку мака можеме да научиме многу и да разбереме дека мора да ги слушаме родителите и мора да ги слушаме наставниците и професорите, бидејќи тие најавни мислат. Исто така, после оваа представа, сакаме да најавам колегата Ваня Колјушков со спред песни кои што ги изведат нашите ученици. Тоа е Јована Јованке и сплетот турска музика. Уживајте!
отидеме се на добра места и сватихме дека сите ние сме различни, но најважно од се имаме чиста мисла, добро срце, позитивна енергија и секој од нас на свој начин е посебен и за себе. А сега ви поканувам пред да си отидете во колот овде пред залата, значи имаме една изложба од нашите прекрасни ученици која е од продажен карактер, а средствата ќе бидат наменети за нашето училиште за асистивна технологија со која сакаме значи да ги подобриме условите за нашите ученици. Ви благодарам.